Ако кажам Лидија, на што ве асоцира? Колку Лидии не гледаат во моментов? Ајде сите од вас у коментар напишете која е Лидија. Млад, уникатен и секогаш во очите на јавноста. Мислам дека веќе ви е јасно за кого говорам. Денеска во прекрасната атмосфера на интермецо со нас Јанк Дади. Давид, пред се ти посакам добре дојде денеска во Хајт Македонија. Кажи ми како си? Добро ве најдов, супер сум, како си ти? Одлично и јас ти благодарам. А моментално твојот најнов проект Лидија е на сите страни, ечи од секаде. Кажи ми како дојде до креирање на ова дело? Па искрено многу спонтано, не знам, ми се појави песната пред очи буквално. Значи седевме у студио, работевме на скрос нешто друго, правевме, дури експериментиравме, некоја панк песна правевме, па дојде Луна Бејков, сакавме некоја песна за незе да направиме. Во меѓувреме оне и Андреј се зазбореа, ја го фатив компјутерот, најдов некој пијано, на самото пијано почнав да одма буквално почнав да пеам на дупла линија, пак ми звони Лидија. И Андреј само вака како што збореш со Луна ми вика, леле брат, вика, имаме хит, вика, мора сега да го снимиме. Така да ете, у кратки црти тоа беше тоа. Седнавме, после тоа 15 минути, пола сат, само ја развивме песната. Јас си искочив од студио, после 3-4 дена Андреј ми звони ми вика, еве имаме песна и која слушнав како ја аранжирал, пошто буквално беше само пијано, он додал свашта, буквално онака ја направил песна на да грми. Значи сепак може да се креира хит за неколку часа. Да, тоа го изјавив пред некој ден дека може да се направи песна и во 15 минути, меѓутоа за да ти дојат тие 15 минути, прво треба да си на правото место, правото време, тоа е у студио, значи треба да работиш цело време и да ти дојат тие 15 минути. Мене ми дошле после 3 години тие 15 минути, ме свеќаш, не е само 15 минути, туку стварно треба да работиш за и главата да ти работи поише и поише. Давид, дали може сега да откриеш на јавноста која е таа Лидија? Сите што се прашуваат. Па, ја оставам тоа да одлучи јавноста која е Лидија. Тоа е и самата поента на песната. На крај успотот не ја наоѓаме Лидија, така да нека јавноста нека има шпекулации. Дали може би се работи за некоја љубов? Па, и тоа би го оставил како тајна. А во твоите претходни песни може да ги слушнеме имињата како Сара, Ана, Марија, Софија, Анастасија, Лидија, па која е следна? Па, следна ќе видиме. Има у коментари пишуваат за Весна, така да... Ја мислам дека за тоа име може да се искомбинираат добри рими. Ќе видиме, да, интересно би било за Весна, меѓутоа ќе видиме што следува, а следуваат интересни работи, така да... Дали може би во некоја песна ќе дочекаме и да има машко име? Па, ако има песна со машко име, тоа би било со моето име. Значи, ќе биде нешто Дади, Давид, нешто, ама ќе видиме. Тоа е многу дип песна би било тоа ако правам песна за мене. Автобиографска, да, тоа кузна колку време ќе ми треба да го напишам. А на крајот од песната Лидија наводно се бакнуваш со Тино. Кажи ми како реагираше публиката на тоа? Глеј, тоа беше еден многу добар маркетинг трик кој мислам дека нема човек кој не би го кликнал тоа од кој ќе види таа сцена. Искрено тоа беше многу спонтано, значи буквално не беше ни планирано, него едноставно го дополнивме сценариото на самиот сет. Нормално самата песна е фора, целиот текст е фора. Ја враќаме една фора која доаѓа од времето на татко ми и мајка ми и све беше сарказам. На крај уствари ја и Тино не ја наоѓаме Лидија и двајцата со рацете од джеп и правиме еден саркастичен скеч. Така да многу од луѓето го разбра, тие луѓе што разбираат култура, уметност, што разбираат шала, го разбра. Од друга страна имаше многу луѓе кои викаат, брат, што е ова последнава сцена, не ти требаше, како си можел, не знам што. Има многу коментари исто така од луѓе кои се позатворени, меѓутоа, глеј, мене целта ми е овде да кршиме бариери, да покажеме смелост, да правиме добар маркетинг,
мислам дека во моментов младите артисти мора да прават некои вакви големи маркетинг скокови за да може да бидат чуени. Едноставно у такво време сме кај што сме у некоја тиктокера, ме разбираш, мора многу некако брзо ти проаѓа се и мора некако да им го задржиш вниманието на луѓето. Дали мислиш дека македонската популација е отворена кон такви некои нови поконтроверзни начини на снимање и прикажување или сепак не? Глеј, вчера баш бев на едно интервју у Македонија, за да има естрада мора да има такви сцени. Мора артистите да се малце по-отворени кон мода. Јас имам и студирано мода и сум бил дел од таа индустрија, да речеме. Значи, стварно, досадни се сите што се обични. Треба да си различен артист и на артист му се дозволува се. Така да сметам дека треба све поише да бидат посмели сите и ние да бидеме посмели. Ја мислам дека јавноста го сваќа тоа и има многу голем дел од јавноста која го разбира, пошто нормално мислам веќе 21 век и технологијата и све си доаѓа и мислам дека редно време и кај нас да почнат да пратат мода, што е многу интересно. Буквално видов вчера гледав некои слики од 90-ти, 2000-ти на сцена овде во Македонија и стварно луѓето се облакале многу шашаво, имало многу кул изгледи, меѓутоа мислам дека кај нас некако си имаме затворено последниве 15-20 години. Мислам дека треба да се отворат луѓето поише и стварно има луѓе што разбираат, огромна почит до нив, тие што не разбираат. Тоа е. А кажи ми како беше соработува со Тино? Супер, значи Тино е пред се ми е многу близок, многу го сакам, многу ме почитува од day one буквално, значи он имаше едно интервју, тогаш не се ни познававме лично, кај што кажа дека ме слуша, ја кога го видов тоа Тино, мене ми е омилен глумец и онака ми се исполни душата. После неколку наврати си имавме здружено и да ти кажам, Тино е многу добар соработник, многу е професионален. Искрено му дадовме неколку насоки, он имаше на тоа плюс негови идеи, импровизации, многу брзо снимивме со него, значи стварно мислам дека е еден од најдобрите актери и мислам дека тоа се гледа по неговиот успех. А имаш и голем број на јавни личности во спотот, кажи ми како дојде до нивен избор? Глеј, ние имавме конкретни сценарија за лифтот, имавме околу 15 сценарија, меѓутоа решивме да ги скратиме на 8 за да биде поефикасно. Се не знам дали со 8 точно, ама од прилика така тоа не беше целта и според тие сценарија ги биравме луѓето. Така да буквално според сценариото одма имавме слика во главата кој треба да биде таму и гледавме да се тоа наши блиски луѓе, соработници и пред се да се кул и градски луѓе, затоа што тоа ни е целта, сакаме да шириме таков фазон. А кажи ми, Давид, како реагираше баба ти кога и кажа дека сакаш да биде дел од твојот спот? Па искрено беше пресрекна, поготово затоа што беше на иста сцена со Тино. Она многу сака Тино и баба ми ја имав снимано претходно на еден рил и многу луѓе ја бара, ја сака и она природно си е таква, сака да се снима, сака да е главна и скроз се израдува. Така да убаво беше, мислам позитивно ептен. Да, мислам дека баш издоминира на видеозаписот. Пред неодамна имаш исто така соработка со Ареа, кажи ми како дојде до таа соработка? Значи, тоа ми е едно од најдрагите соработки. Како дојде? Они ја имаат Очи ангелски снимано уште 97-ма, извадено 98-ма, мислам се да не се излажам. Меѓутоа, од Авалон продукција сметале дека треба да има и нешто ново, да се освежи, малце да се спои старата публика со новата и некако јас сете дадов мој верс и нив им се допадна и некако природно после се споивме и стварно искочи една многу кул соработка. А да се навратиме, Давид, сега малку на твојот стил, значи ти изгледаш посебно, специфично и уникатно, но
Мислењата се поделени, некогаш луѓето знаат да дадат некои недолични коментари, дали тоа те повредува, дали ти значи нешто, како реагираш на тие коментари и што имаш да им препорачаш на младите кои сакаат да имаат поразличен изглед од другите? Глеј, мене искрено не ме допираат коментари од момент дека ако сакаш да си јавна личност, да правиш музика, да се експонираш, мораш да си свесен дека ќе има хейт коментари. Така да од првиот момент кога одлучив дека ќе се бавам со јавна професија, решив дека нема да ме допира тоа и некако, знаеш, ги читам коментарите, не е дека ја ги игнорирам, едноставно не ме допираат, немам емоција кон тоа. И искрено ми е гајле, дури некогаш ми се и голем мотив да продолжам да го правам ова, затоа што има 10% хейт коментари, другите 90% се позитивни, тоа значи дека правиме нешто добро. Точно така можам да се согласам. Давид, во еден период од твојот живот живееше во Милано и студираше таму мода. Кажи ми, зошто сепак се врати во Македонија и продолжи да живееш тука? Вака, јас отидов во Милано да студирам, бев таму една година, меѓутоа решив дека тука е местото каде што треба да бидам, бидејќи творам на македонски јазик. Си го сакам градов. Искрено ми требаше една година така ете да видам што се случува таму и од моден аспект и музички, затоа што они имаат огромна сцена. Така да огромен плюс ми е тоа што имам живеено во Милано. Меѓутоа сакам да се вратам овде за да покажам што можам и да донесам и нешто и од таму. Така да некако све ми беше плански. Решив дека оваа година се враќам, конечно имам завршено се, можам да се посветам на музика, пошто више редно време и некако ете, веќе сум тука, не знам, неко 8 месеци можда. И мислам дека се гледа резултатот. Дефинитивно. Давид, дали можеби некогаш би се испробал песните да бидат на некој друг јазик, например српски, англиски, италијански? Па, би стајал некои зборчиња. Англиски искрено можно е да имаме некоја песна на англиски, имам веќе снимено. Меѓутоа тоа е само заради тоа што би кажал ќе имам некои соработници од странство. Значи повеќе е за интернационален пазар размислено. Може италијански да ставам негде во некоја песна, иако не го знам доволно јазикот, повеќе го разбирам. Меѓутоа може да ставам некој збор чисто онака што е кул, што се разбира. За српски веќе имам една песна на која имам неколку стиха на српски со Луна Бејков ја Будала. Меѓутоа не е дека имам некои планови да се фокусирам на таа сцена, мислам дека македонската сцена ми е моментално приоритет. А што може публиката да очекува следно? Дали е тоа некој сингл, албум, некоја соработка? Може да очекувате соработка за многу брзо, нема да ви откривам со кој. Меѓутоа работиме така да очекувате. Сега се затварам од утре у студио да правиме и некои други ствари. Сепак мислам дека време е да се вади цело време музика. Така да мислам дека многу интересни работи ќе се случуваат. Да не се урочам, ќе види публиката за брзо. А со кого би ти било животна желба да соработуваш? Може да и од светот. Искрено од светот би имал повеќе онака некој со кој би соработувал. Еве да речеме моментално е Бед Бани, гледам дека и многу луѓе мислат дека многу се инспирирам. Меѓутоа сум живеел во Мадрид и го сакам човекот, едноставно енергијата му е многу кул и искрено со него би соработувал. Давид, дали може за крај да ни запееш малку од Лидија? Може. А која Лидија, па дојди види ја, спие кај мене да устан под кирија. Браво, Давид, одлично, ти посакувам песнава да доживее уште поголем успех и само успеси понатаму. Фала ти многу, фала ви на поканата и се гледаме у наредна прилика. Јас сум Јанг Дади, а вие гледате Хајп Македонија и слушнете мојата нова песна Лидија. Се гледаме.